Енергија, мотивација, искреност, доверба и бескрајна благодарност се само дел од придобивките на чувањето домашно милениче. Одговорноста треба да биде голема, како и милоста која е главната карактеристика за да одгледувате куче полно со емоции. Мислете, ние сме за едно животно, ние сме целиот негов живот. А за нас тие се само дел од нашиот живот. И замислете колку многу значиме ние на едно домашно милениче. Целиот негов живот, ништо повеќе. А тоа не е малку. Кога веќе превземаме одговорност, тоа треба да биде со сите протоколи заштита како редовните вакцини, пиење на таблети, користење соодветни препарати за лична хигиена, како и редовните контроли на ветеринар. Постојана грижа за кое што нели животното кој да е ќе биде нели ќе се врати на свој начин, нели, ќе се заблагодари на сопственикот за се тоа што е направено, но задолжително од одговорноста, нели, потоа почнуваме со редовно прочистување од внатрешни и надворешни паразити. Со тоа се заштитуваме ние, а и сите околу нас. Со внатрешни кога ги прочистуваме, значи се заштитуваме од кучешката инија која е сериозно некоја, нели, сериозна болест. Плюс заштитувајќи се од надворешни паразити, ограничуваме тропските болести, болести кои на нас исто така можат да се пренесуваат како лајмска болест. Задолжителните вакцини, вакцинациите некои се задолжителни со закон како беснило. Опасна болест, заразна болест од која што нема лек, единствена заштита е профилактиката на животните. Тоест, редовната вакцинација, секоја година задолжително поеднаш вакцинација и нормално кучешки вакцини ги викаме ние, нели, народно. Тие не се така, но се има, нели, шема за вакцинација, која треба да биде спроведена правилно за едно животно да може да биде заштитено. Како тоа, така и ние, затоа што болестите се некои од нив и зоонози. Во зимскиот период топла облека, посебно за кучињата со кратко влакно, топла постела, свежа храна и вода се задолжителни. Доколку кучето настине или качи температура, не смее да се користи парацетамол како и други лекови кои не се добри за нив. Најдобра превенција е аналгинот соодветно со неговата килажа и измерена температура, затоа што нивната нормална телесна температура може да биде до 39,2, што значи сепак посетата на ветеринар е најдобрата опција.